вечер, благодарам што не гледате. На почеток настаните на денот. САД ги објавија реципрочните царини. Македонија на листата со царина за извоз во САД од 33%, што ќе значи тоа за компаниите во зоните. Мицкоски и Филипче на тетате средба во владата, договорени работни групи за реформите. Опозицијски пратенички прашања во собранието. Ти, обвинителе, нема да го чепкаш Владко Стојковски, овој директоров нашот ВМРО, а ја за возврат ке ти го продолжам мандатов. Купила овој простор по цена од 721 евро за метар квадратен, простор кој што вреди најмалку 3 пати повеќе од тоа што политичката партија Левица го купила. Семејствата на жртвите од Тетовската модуларна болница бараат одново да се отвори истрагата за случајот. Уапсениот полицаец од обезбедувањето на Мицкоски е криминалец маскиран во униформа, рече Тошковски. Обвинение за таткото на Васил Јованов. Знаел дека нема возачка и има 11 прекршоци, а му давал да вози автомобил. Ќе успеат ли македонците во Албанија да освојат пратеничко место на изборите кои треба да се одржат во мај? Дали се обединети во своите цели или бугарската пропаганда успеат да ги разедини? Во тема на денот во овој дневник ќе разговараме со Васил Стериевски, кандидат за пратеник и претседател на Македонската алијанса за европска интеграција. Останете со нас, почнуваме со дневник. Никој нема право да се лути, порача американскиот претседател Трамп при соопштувањето на реципрочните тарифи, со кои вели дека ќе препороди американската економија. На долгата листа се најде и Македонија со царини за извоз во САД од 33%. Во регионот повисоки царини добија само Босна и Херцеговина и Србија, а далеку пониски Албанија, Косово и Црнагора. Главниот фокус Трамп го става на Кина и Европската унија, за кои смета дека злоупотребиле Америка со нефер трговски практики. Царините за Кина ќе изнесуваат 34%, а за ЕУ 20%. Даниел Василев со детали. My fellow Americans, this is Liberation Day. Трамп ги воведе долго најавуваните царини на реципроцитет за 185 држави од светот. Најниската е 10%, највисоката е 50%. April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed. 33% царина за производите кои од Македонија ќе се најдат на пазарите во САД. Причината за тоа, според Белата куќа, е што македонските царини за американските производи биле 65%, иако нема објаснување од каде име таа бројка. Тарифи добија и земјите од регионот. За српските производи во висина од 37%, за Босна и Херцеговина од 35%, но за Албанија, Косово и Црнагора царините ќе бидат на најниско ниво од 10%. Најголемиот економски конкурент на САД, Кина, доби речиси идентични тарифи како и Македонија, 34%. Меѓутоа, Пекинг веќе има давачки од 20%, со што практично вкупните тарифи ќе достигнат најмалку 54%. Кина се спротивстави. Ставот на Пекинг е дека царините на Трамп сериозно ги прекршуваат правилата на Светската трговска организација и го оштетуваат мултилатералниот трговски систем заснуван на правила. 打着对等的幌子，对包括中国在内的多国输美产品加征关税，严重违反世贸组织规则，严重损害以规则为基础的多边贸易体制。中方对此坚决反对，将采取必要措施。 Ниту Европската унија не остане имуна. Производите од ЕУ кои ќе се најдат на американскиот пазар ќе бидат царинети со 20%. The global economy will massively suffer. Uncertainty will spiral and trigger the rise of further protectionism. ЕУ е подготвена да поддржи напори за промени на глобалниот трговски систем за да стане компатибилен за реалноста на глобалната економија, но најави одговор. We are already finalizing the first package of countermeasures in response to tariffs on steel. And we're now preparing for further countermeasures to protect our interests and our businesses.
Трамповите царини веднаш се одразија на светската економија. Пат има на берзите во САД, но и во Азија, а реакции пристигнуваат од речиси сите светски лидери за влијанието на тарифите. Економистите од светот се загрижени, стравуваат од глобална рецесија доколку трговската војна ескалира. The last time trade war on this scale has happened was in 1930s. Exactly in 1930, it was Smoot-Hawley Tariff Act, and it led to a global recession worldwide. And if this trade war escalates, we could see a slowdown of the global economy on the scale of a global financial crisis of 2014. Најголемите трговски партнери на САД, Канада и Мексико се единствени кои беа изземени од одлуката на Трамп, но тие веќе добија тарифи од 25%. Трамп смета дека ваквата одлука ќе ги изголеми работните места во производство во земјата. Вели дека сите економски партнери наплаќале повисоки царини за американските производи и со овие тарифи ќе се намалела економската штета на САД од останатите држави. They charge us, we charge them less. So how can anybody be upset? They will be because we never charge anybody anything, but now we're going to charge. Даниел Василев, Сител телевизија. Што ќе значи ваквата одлука на САД за Македонија, особено за американските компании во индустријските зони? Од владата одговорија дека веќе имаат подготвен план за надминување на ситуацијата. Контактите со американската администрација се воспоставени и ќе продолжат на високо ниво, а владата ќе работи на изнаоѓање решение и на спроведување на планот, велат оттаму. Наташа Мирсовска побара одговори и од експертите. Неочекувани и изненадувачки се високите царини кои Трамп ги наметна на земјава. Директните негативни ефекти можеби нема да бидат големи, затоа што трговската размена со САД е мала, но индиректните нема да ја остават Македонија имуна на случувањата. Први на удар ќе бидат компаниите кои произведуваат автомобилски делови, текстилната индустрија, фирмите кои даваат услуги за САД, но ќе се намалат и странските инвестиции од оваа земја, кои се најчесто од македонските иселеници, како и дознаките од странство. Извозот не е толку голем, околу 110 милиони евра, меѓутоа секако ќе влие на одредени компании. Не очекувам дека тоа во моментов би го намалило доаѓањето, да кажам, на странски инвеститори, меѓутоа би рекла дека многу поголем е индиректниот ефект, односно ефектот кој што нашите компании го имаат преку извоз на одредени производи кон ЕУ и потоа извоз од ЕУ кон Америка. Исто така мислам дека ќе доведе до намалување на идни можни инвестиции од САД. Ефектите ќе бидат малце пролонгирани, очекувам да бидат во подоснежниот период. Економистите се чудат како е дојдено до царинската тарифа од 33%, затоа што Македонија има дефицит кон САД, односно извезува 110 милиони евра, а увозот е околу 180 милиони евра, додека Трамп прикажува како да имаме суфицит со нив. Бараат владата веднаш да реагира и да бара преиспитување на царинските стапки. Мора веднаш да види, да речам, да направиме на кост-бенефит анализа. Соединените американски држави кажаат дека оставаат простор доколку земјите реагираат не сега да ги зголемуваат царините, она што е најавено, да речеме, од земји како Јапонија, Јужна Кореја и Европската унија, туку да ги намалат. Мислам дека е најдобро ние да видиме колку можеме она што ни се забележува дека е трговска бариера на нашиот увоз од Соединените американски држави да го намалиме, со тоа да го одоброволиме и тие веднаш да реагираат со намалување на царината. Тоа е можно. Од владата одговорија дека веќе имаат подготвен план за надминување на ситуацијата. Контактите со американската администрација се воспоставени и ќе продолжат на високо ниво, а владата ќе работи на изнаоѓање решение и на спроведување на планот. Царините нема да имаат голем импакт врз нашата економија и затоа од владата побараат да не се паничи, ниту да се носат избрзани реакции и заклучоци. Најголем дел од странските компании кои работат во тир зоните се од автомобилската индустрија и најчесто нивните производи завршуваат на европските пазари. Ако овој сектор биде сериозно погоден од американските царини, побарувачката за македонски производи може да се намали, односно да има негативни последици врз домашната економија, вели првиот човек на Трис Димовски. Трговските препреки можат да се одразат врз економиите во регионот. Растот на европската економија би се намалил за половина процентен поен на краток рок и за толку би се зголемила инфлацијата, велат од Народната банка. За намалување на ризиците потребни се предпазливи макроекономски политики и засилување на структурните реформи, со кои би се зголемила отпорноста од надворешните шокови и да се забрза доходовната конвергенција. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.
Мицкоски и Филипче на титате средба во владата, ќе договорат лидерска или друг облик на координација. Опозицијски претенички прашања во собранието. Ти, обвинителе, нема да го чепкаш Владко Стојковски, овој директоров нашот ВМРО, а ја за возврат ќе ти го продолжам мандатов. Купила овој простор по цена од 721 евро за метар квадратен, простор кој што вреди најмалку 3 пати повеќе од тоа што политичката партија Левица го купила. Работни групи кои ќе работат на клучните теми од реформската агенда договорија премиерот Мицкоски и лидерот на опозицијата Филипче на нивната прва тетатет средба која се одржа денеска во владата. Излегува со конструктивни пораки за реформите, но со различни ставови за уставните измени. Детали од Александар Спасовски. Со договор за формирање на работни групи заврши 100-минутната средба меѓу лидерите на двете најголеми партии. Првиот човек во опозицијата средбата ја оцени како добра и конструктивна, коментирајќи дека премиерот го прифатил барањето на граѓаните реформската агенда да се турка со заеднички сили. Начално договоривме дека ќе работиме на начинот да формираме заеднички тела или работни групи во делот пред се на спроведувањето на реформската агенда. Значи, првичните закони кои што треба да стигнат во собранието, во делот на правосудството, нешто што ги тангира сите граѓани, понатаму енергетиката и некои работи во однос на стратешките движења и проекти во здравството. Ова е еден состанок првичен, ние се уште треба да видиме каква ќе биде таа методологија, да ја разработиме, меѓутоа мора да кажам дека има волја од двете страни. Беше истакната потребата да се работи на заедничката иднина за граѓаните, како и да се работи на консензус меѓу различните страни за клучните прашања за државата и добробит на сите граѓани, информираше владата во писмено соопштение по средбата. Неопходно е да се мобилизираат сите напредни поединци и структури кои можат да дадат придонес на патот за развој на земјата. Македонските државни интереси треба да бидат појдовната точка во разговорите за секое прашање, при што Мицкоски побара од Филипче да се потруди да биде конструктивен фактор во определбата за промени, реформи и напредок, се вели во соопштението од владата. Филипче рече дека очекува во процесот да бидат вклучени и останатите политички лидери кои преку експерти во работните групи ќе можат да предлагаат своји решенија кои би ги забрзале реформските процеси. Коалицијата на ДУИ уште пред да почне средбата ја оцени како погубна за албанците. На јавна сцена денес ќе ни биде демонстрирана моноетничка коалиција чија основна цел е да го преобликува политичкиот модел на државата од мултиетничка во моноетничка демократија, се вели во нивното партиско соопштение. Александар Спасовски, Сител телевизија. Опозицијски прашања во собранието со фокус на истрагата за трагедијата во Кочани, но и со меѓусебни обвинувања меѓу партиите. Премиерот објави документи за деловен простор во центарот на Скопје кој го купила Левица за нешто над 700 евра за метар квадратен. Катерина Нешкова со детали од дебатата. Левица на сомнителен начин купила деловен простор во центарот на Скопје за цена од само 720 евра квадрат, иако реалната цена за просторот е неколкукратно поскапа. Обвини денеска премиерот Мицкоски на седницата за опозицијски пратенички прашања. Премиерот ги повика истражните органи да го проверат случајот, откако претходно Апасиев го обвини Мицкоски дека одавал службена тајна со тоа што објавил детали за лиценцата на Кочанскиот клуб, што е дел од истрагата, но и за прикривање на правдата, бидејќи се откажал од разрешување на обвинителот Коцевски. А не, сега нема да го разрешуваме. Дали тука не гледате елементи на нудење или давање некаква корис? Тоа во правото го викаме до уд дес. Ти дадов за да ми дадеш. Или нашиот турцизам алаш вериш. Ти, обвинителе, нема да го чепкаш Владко Стојковски, овој директоров нашот ВМРО, а ја за возврат ќе ти го продолжам мандатов. Левица со овој договор на 26.11.2024 година купила деловен имот од 409 метри квадратни на Адвокатската улица зад седиштето на зградата на компанијата Ајден, верувале или не,
верували или не, за цена од 295.000 евра со ДДВ или просечно квадратот на овој објект во центарот на Скопје е 721 евро согласно овој договор. За какво кривично дело ова е, професоре? Ова е соравија. Што е заедничко меѓу ова и ова? И универзална инвестициона банка. Заедничко е следно. Извршителот Андреа Бунески. Тој е заеднички извршител и за едниот објект и за другиот објект. Ја давате левица, стручно во реторика се вика синдром на дива коза. Или, уште постручно, вербална диареја. Значи, зборувате за се друго правите флека, само за тоа што ве прашав не зборувате. И за блерин беџети, премиерот пред време обвинил кадри на ДУИ за фалсификуваната лиценца на клубот. Вие како премиер и неколку други министри излеговте со изјави дека документите на локалот биле фалсификувани. Некој треба да сноси одговорност или нема да толерираме веќе. Во какво својство ова го велите? Дали тие имат наследности, законска надлежност да определувате или да укажувате на некој дека е виновен без да се јави обвинителството или судството? Кој ги потпишувал и кој ги издавал овие документи? Таму стои по овластување на некого, по овластување на министерот. Тоа не го ослободуваме, а некој и својрачно ги потпишувал за волја на вистината министерот, но тоа еве ќе оставиме истрагата да покаже и да даде одговор. Дали ќе има нови осомничени? Да почекаме јавното обвинителство да се произнесе. Па нели вие го браневте јавното обвинителство? Опозицијата со обвинување за селективно за случајот и во полициските редови. Побара одговорност од министерот Тошковски. Досега ниту еден командир, инспектор, началник или повисок функционер во Министерството за внатрешни работи, од Овара Кочани, Севара Штип или Бирото за јавна безбедност, кој кога се случил настанот, а биле на функција, не е меѓу приведените или е опфатен во истрагата. Има членови на СДСМ, така е. Има членови на ВМРО ДПМН, така е. Има членови на ДУИ, така е. И ниеден од нив не е во оваа постапка, заради тоа што е член или не е член на одредена партија. Чувствувам огромна одговорност према секој еден македонски граѓанин да покажам разлика, дека можело поинаку, некако во ваше време, кабелот и пајакот да се криви. Во меѓувреме левица побара надзорна расправа за истрагата за кобната несреќа во собранието, а ДУИ пак и понатаму инсистира на анкетна комисија. И на двете партии им фалат пратенички потписи за и формално да ги поднесат предлозите, па за тоа бараат поддршка од СДСМ и од ВМРО ДПМН. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Семејствата на жртвите во пожарот во модуларната болница во Тетово со пресконференција побараа од јавниот обвинител да ја обнови истрагата за трагедијата. Уверени се дека се направени крупни пропусти, па во ек на повици за расветлување на сите поголеми случаи од минатото и тие бараат до крај да се истражи вистината. Внатре на денешното рочиште кое се одржа во Тетовскиот суд, вештаци истакнаа дека клучен проблем била електричната инсталација во објектот. Да се најдат вистинските виновници за пожарот во модуларната болница во Тетово и обвинителот Љупчо Коцевски да ја обнови истрагата. Ова го побара денеска семејствата на загинатите во болницата. Вела дека целата јавност знае за пропустите при изградбата на модуларната, а тоа било потврдено и со германското вештачење, доказ кој бил отфрлен од обвинителството. Бараат вештачењето од германските експерти да се зиме предвид како клучен доказ, а на Коцевски му се обратија, како со граѓанин од Тетово, да сочувствува со нив и да бидат казнети виновниците за смртта на нивните блиски. Како семејства на загинатите барат од вас да ја обновите истрагата за виновниците, за вистинските виновници на пожарот во модуларната болница во Тетово. Да формирате независен тим кој ќе ги испита сите аспекти на случајот, вклучително и од одговлекувањето на постапката. Да гарантирате дека судската постапка ќе се води без политичко бизнис влијание.
Денеска пак се одржа ново рочиште во Татовскиот суд за пожарот во модуларната болница. Јавните обвинители изнесуваат докази, а се испрашува и вештаците од страна на обвинителството и одбраната на обвинетите, кои направиле вештачења веднаш по пожарот. Предметот се врати на повторено судење минатиот месец, откако апелациониот суд во Гостивар во април минатата година донесе решение да има повторено судење за двајцата поранешни директори Флорин Бесими и Артан Етеми за кривичното дело тешки дела против општата сигурност и болницата како правен субјект. Тие беа осудени на условни казни од година и половина, додека докторот Бобан Вучевски доби ослободителна присуда. Во пожарот на 8 септември 2021 година животот го загубија 14 лица, а истражната постапка траеше речиси 10 месеци. Како причина за пожарот беше наведен кабел кој прегорел, а од искрите пожарот се проширил и за неколку минути се запалила и целата болница. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Од Австрија денеска се враќа еден пациент кој беше повреден во пожарот во Кочани. На лекување во странство остануваат 80 повредени, а 15 во државата. По меѓувреме, странски тимови искусни за рехабилитација се во Македонија со цел да помогнат во следниот третман на пациентите со изгореници. 95 повредени од пожарот во Кочани се уште се на болничко лекување. 15 се во македонските болници и клиники, а 80 во странски медицински центри. Денес во земјата се враќа пациент кој беше во Австрија, а состојбата на тројцата потешко повредени и понатаму е критична, велат здравствените власти. Надлежните се подготвуваат за следната фаза, а тоа е рехабилитацијата, која кај некој од повредените може да трае со месеци. Веќе се дојдени и тимови од странство, кои гледаат со какви просторни услови и опрема располагаат центрите каде ќе се третираат дел од пациентите. На тие што ќе им треба и посериозна и подолготрајна, веќе имаме понуди од две држави кои што ни се понудија, откако да го направиме ние, да речам, да ги дадеме препораките или протоколот кој колку ќе треба да се рехабилитира, доколку имаме многу тешки случаеви и една од можности е да ги испратиме во странски држави без да плати фондот или Министерството за здравство. Со месеци ќе трае опоравување на органите за дишење по здобиени изгореници. Пулмологот Димитар Каркински вели дека видел една бронхоскопија кај повреден од пожарот, при што белодробните крила биле речиси црни. Целото белодробно стебло беше малтене црно, полно со гараж. Лекувањето ке сигурно рехабилитацијата би траела подолго, но за такви обсежни оштетувања, за жал се јавуваат лузни цикатрикси и тие го намалуваат квалитетот на дишното стебло и тие после понатака прогредираат во фибрози или во хронична обструктивна белодробна болест. Од клиниката за физикална медицина веќе информираа дека кон средината на месецот ги чекаат првите пациенти на кои ќе им треба подолготрајна рехабилитација. Сања Димитровска, Сител телевизија. Министерот за внатрешни не откри детали од процесот кој што се води против членот на обезбедувањето на премиерот Христијан Мицковски, но рече дека овој случај е пример за неселективноста на правдата и на истрагите кои се водат во земјава. Тој го нарече криминалец кој се маскирал во полициска униформа. Полицајецот од тимот на обезбедувањето на премиерот не бил случајно фатен како одава службени тајни, тврди министерот. По оперативни сознанија на МВР биле следени тројца припадници на полицијата. Детали кој му ги давал документите со ознака службена тајна и какви информации биле извлечени од институциите, министерот засега не открива. Добиени информации во рамки на оддел известил надлежен јавен обвинител, кој што надлежен јавен обвинител се согласил и дал наредба да бидат превземени действијата истата вечер. По спроведување на предметната акција извршени се и повеќе претреси кај полициски службеници, исклучиво од страна на одделот за внатрешна контрола, при што се пронајдени одредени докази во насока на стореното кривично дело. И понатаму сакам да им порачам на сите оние недобронамерници и предавници народот свој, имајќи предвид на криминалците во Министерството за внатрешни работи, дека неселективно и безкомпромисно ќе се бориме против истите.
Внатрешната контрола на МВР открила многу кртови и незаконски действија на полицајци. За сите нив ки има пријави, вели министерот, коментирајќи го случајот со 10 кривични за полицајци кои незаконски црпеле од буџетот средства за патни трошоци. Наплатувале нелегално, незаконито средства од парите на македонските граѓани, од буџетот на Македонија. Заради тоа е поднесена кривичната постапка која што е поднесена од страна на одделот за внатрешна контрола, како и во сите останати случаи каде што ќе утврдиме дека криминалците во редовите на Министерството за внатрешни работи наместо да ги штитат македонските граѓани, тие ги крадат. И за секој ден ќе поднесеме кривични. Прашан дали по истиот принцип може да бидат санкционирани и пратеници кои земаат пари за патни трошоци, а имаат живеалиште во Скопје. Тошковски уверува, доколку обезбедат такви докази, ќе постапат без разлика кој на каква функција е во државата. Миријана Давидовска, Сител телевизија. Основното јавно обвинителство Скопје поднесе обвинителен предлог против 50-годишниот Зоран Јованов, татко на Васил Јованов, кој усмрти Фросина Кулакова во сообраќајна несреќа на булеварот Партизански одреди. Според обвинителството, тој предизвикал општа опасност, бидејќи од ноември 2022 до јануари 2025 му дозволувал на синот да управува возило Peugeot 207, иако знаел дека ниту има возачка дозвола, а и претходно направил повеќе сообраќајни прекршоци и кривични дела. Само во текот на 2023 и 2024 тој сторил 11 прекршоци во сообраќајот, меѓу кои управување под дејство на алкохол, возење без возачка дозвола, непочитување на сообраќајните правила. Ги успеат ли македонците во Албанија да добијат пратеничко место на изборите во мај? Дали се обединети или пропагандата на Софија успеат да ги скара? Дали Бугарија засилено агитира во областите во кои живеат македонци? Во продолжение, во тема на денот, Валентин Николовски разговара со претседателот на Македонската алијанса за европска интеграција и кандидат за пратеник Васил Стериевски. Господин Стериевски, ви благодарам за учеството во тема на денот во Дневникот на Сител. Благодарам. Ви следат парламентарни избори на 11 мај во Албанија. Одите во коалиција со Социјалистичката партија на премиерот Еди Рама. Дали претходното коалицирање со Демократската партија на Сали Бериша не даде резултат или бевте, да наречам, изиграни? Па, со самиот процес кога започна на регистрација на партиите, нормално како македонска партија целта беше да излеземе на избори во коалиција, затоа што за овој изборни законник е дискриминирачки за мали партии, посебно и за малцинствата, и така што сами не можеме да излеземе. Впрочем, од 150 партии во Албанија, само 10-11 партии коалиции настапуваат на овие избори. И така што бевме приморани со едно од поголеми, и нашиот интерес претежно со едно од поголемите партии од власт или од опозицијата да настапиме коалиција, и во нашите преговори на почетокот Социјалистичка партија не нудеше место на нейната листа. И така што успеавме да се договориме со Демократската партија, да тие се договоривме, подпишавме договор, едно место во Корча, на отворената листа да биде на Македонска алијанса, но отпосле, бидејќи таму беа повеќе помали партии, околу 26 партии во таа коалиција, немаше место за сите. И така што ни кажа дека во администрација може да даде места, но не на пратеничката листа, а во меѓувреме кога веќе направивме договор со социјалистите, се препишманија ни понудија место на нивната листа во Корчански округ и затоа решивме да отидеме во коалиција. Впрочем, сме единствената партија воопшто која што направи договор со Социјалистичка партија. Социјалистичка партија настапува сама, овие се веќе трети парламентарни избори каде настапува сама. Единствено само Македонската партија има договор меѓупартиски, каде освен ова место што не се нуди на отворената листа во Корча и каде партијата мене ме предложи како претседател да бидам на листа на Социјалистичка партија, подпишавме многу значаен договор пред се во делот за правата на македонците во Албанија, да се напредат правата на македонците во Албанија, да се интензивира, да порастат инвестициите во деловите, и тоа пише во договорот со македонско население Гора, Голобрдо, Преспа, и да се овозможи изучување на македонски јазик сегде кај што има услови на цела територија на Албанија, не само во делот на Мала Преспа каде што се изучува македонски јазик. И за прв пат во еден договор со партија на власт како македонски да се етикетираат областите Горе и Голобрдо, затоа што политиката на Албанија до сега за македонска се сметаше само општина Пустец, тоа што е значено во овој договор, без разлика што меѓупартиски, но сепак партија на власт е што, значи, и Горе и Голобрдо според Социјалистичка партија се влегуваат во фокусот на владеачката партија за развој.
Тоа да, како општини населени со македонци. Да, како општини населени со македонско население, затоа што политика до сега 18 години Албанија дека македонци само во Пустец, општина Добро, Пустец. што е тоа што ги привлече социјалистичката партија и премиерот Рама само со вас да коалицираат, а не да прави голема коалиција, уверене во победа? Тоа да, сигурно некој време победа, не е спорно воопшто дека ќе победи социјалистичка партија, таа цели на двотретинско мнозинство, но тоа нормално тие се ги имаат своите пресметки затоа што битни му сме во Корчанскиот округ, бидејќи регионални пропорционален модел има Албанија и така што може да се случи за 50 гласа да изгубиш еден мандат. И затоа битни му бевме за во округот на Корча минимум резултат што претендира социјалистичка партија 6-4 пратеници во корист на власта, а се бори за 7-миот пратеник и тоа мислам тие беа математиките чисто. Добро, вие сте кандидат на отворена листа во изборната единица Корча, рековте, дали сметате само на гласовите на македонците за вас како личност, нели, председател на Македонска алијанса за европска интеграција или пак очекувате поширока поддршка? Дали сте сигурен дека ќе влезете во парламентот? Видете, прво, секако ние сме единствена партија која што ги застапува македонците во Албанија, која и во статут, во својата програма, главна цел има заштита на правата на македонците во Албанија. Но ево и минатото се покажало дека, мислам јас лично како кандидат што сум кандидирал, сум добивал гласови и од сите албански граѓани во округот на Корча, било тоа албанци, било од малцинствата, власи, египтјани, роми. И така што и нови избори се надевам, освен гласот на македонците, да добием гласови и од албанците, бидејќи јас живеам во Корча, професор сум на универзитет, веќе тука сум 15 години што живеам во Корча и така што имам голем круг и на пријатели, албанци, колеги, студенти, значи и од малцинствата кои што соработуваме со организации на малцинствата, така што очекувам гласови од сите граѓани на Албанија кои што ме ценат, кои што ме знаат, кои сум, бидејќи јас и претходно бев пратеник во албанскиот собрание и таму освен за македонците се борев за сите воопшто граѓани на округот на Корча и достојно мислам дека ги представував и така што се надевам на севкупна поддршка. Секако околу овој изборен модел е најдобрите за нас, да кажем, од сите претходни, не е идеален, но сепак е една листа. Порано кога сме коалицирале како партија, секогаш сме настапувале во коалиција повеќе партии, но своји листи си вадевме одделно секоја партија. Но сега е една листа и така што теоретски со 0 гласови можеш да влезеш пратеник. На кое место сте вие на листата и што треба за да влезете? Значи, со овој изборен модел прв пат во Албанија се спроведе, од кој 1/3 се затворени листи. Така што, на пример, во Корча од 10 пратеници што има округот, 3 првите се затворена листа, тие автоматски кај големите се пратеници. Борбата е, на пример, во нашата коалиција, Социјалистичка партија е за 4 места. Другиве кандидати сме на отворена листа, значи по број на редослед по презимето сме, по прва група од презимето, не сме бројчина пред гласачкото пред нас. Така што редоследот ќе се направи после изборите по бројот на гласови. Така што сите сме на отворена листа кандидатите, другите на Социјалистичка партија, еден глас повеќе меѓу нас кој ќе земи ќе влезе во овие пратеници. Тоа што се надеваме ние да може не во првата фаза, во втората фаза да во листа на чекање да добиеме по-поволна позиција, по број на гласови. Значи по формирање на влада па да се подемести листата на пратеници? Со тоа што некој сигурно ќе има од министер од ова пратеничка листа или заменик министер и така натаму. Еве за локалните избори некој може да кандидира за градоначелник, така што има добра шанса, но нема друг модел како ние да се избориме за пратеник. И ние затоа мора да бидеме дел од политички процес и да не пропуштиме избори. Со сите разговаравте за таа идеја за изборен модел со загарантирани места за малцинствата. Зошто не успева таа идеја? Па таа идеја јас ја покренав прв пат, иако претходно секако сме покренали како партија, но прв пат ја покренав во албанскиот собрание. Имав и конкретно и иницијативи и други пратеници кои ме поддржаа, бидејќи имавме договор за други работи, јас што ги поддржав, да има гарантирани квоти Албанија. Но албанското општество, да кажем, и големите партии не се спремни за таков модел. Се уште тоа што успеавме за прв пат лани Советот на Европа во петиот мониторинг извештај за Албанија да препорача Албанија да води позитивна кампања и да ги вклучи малцинствата во парламентот. И се надеваме, лани имавме и повеќе малцински партии, исто иницијативи, да се надеваме да еве со новата изборна реформа која сигурно
веројатно после овие избори ќе има нова препорака за нова изборна реформа, да конечно добиеме гарантирани квоти. Но во меѓувреме, како што кажа, мора да бидеме дел од политичкиот процес во Албанија, мора да бидеме видливи, како и што сме впрочем во Албанија. Може ли премиерот Еди Рама да го заштити македонското малцинство со оглед дека попушти пред притисокот на Софија да се признае бугарското малцинство кој одеднаш на пописот стана и побројно од македонски? Видите, прво, кога се работи за албанската политика, албанските партии спрема бугарска пропаганда, тука нема разлика дали Еди Рама или лидерите на опозицијата. Впрочем, пред бугарите попуштија сите албански партии, и власта и опозицијата. Заради закана Советот? Да, бидејќи Бугарија се закани Советот 2018 година и тогаш со консензус и власта и опозицијата додадо амандман и призна непостоечко бугарско малцинство. И од тогаш, вистина дека Албанија остави слободно простор на бугарите да прават што сакаат, но не само тоа, опозицијата па воопшто не реагираше на ова грубо мешање на Бугарија во внатрешните работи на Албанија, затоа што и во моментот се случува масовен коруптивен процес во Албанија, бидејќи поврзано со пописот од пред 4 години, Бугарија започна да бара потврди од сите граѓани кои што аплицираа за бугарски пасоши, да потврди општината дека тој е бугарин. И така што такви ингеренции немаат градоначалниците на општините, во масовно во цела Албанија за пари почна да издаваат и се уште ги издаваат. Ние сме алармираме меѓународно во Албанија, во Македонија, значи сегде за да се спречи овој процес. Опозицијата воопшто нема да реагира. Пред 2 години со скриена камера на албанска телевизија сними во една општина Булкиза како илјадници лажни потврди за 50 евра се купува. Добро, прашањето, имаат ли они бугарите, односно сега бугарите, не знам во наводници или како да ги наречам, од ниту еден бугарин, одеднаш неколку илјади стана, имаат ли сега организирано учество на изборите и дали Софија и за изборите се служи со агитирањето, со вршењето притисоци, подкуп, како за пописот? Да, тоа што е позитивно во овие и тоа што ние се плашевме не се оствари, бидејќи има таква агенда бугарската амбасада, од информациите што ги имавме, дека луѓето пред се кои што посредуваат со бугарските пасоши, кои што работе и на пописот за бугарите, се спрема преку поголемите албански партии да своји кандидати да стават на поголемите албански партии да влезат во парламентот. Јас имав повеќе изјави во албански медиуми дека ова структурирана криминална група, затоа што и таква е, значи тие вршат, собираат пари на легален начин за издавање на бугарски, посредување со бугарски пасоши, дека има и политичка агенда да вметни во албанскиот парламент и своји луѓе, но тоа не се оствари. Од листиви сите што ги гледаме кај албански партии, ги познаваме некои се тие лица, не се, значи тоа за овие избори, тоа е позитивно што немаат ниту една албанска партија свој представник, тие што ги знаеме јавно што работат за бугарите. Дали сте ви единствениот македонец на изборните листи? Дали македонците во Албанија овој пат се политичко партиски обединет или пак се поделени, како што се случуваше на претходните изборни циклуси? Какви ви се патем односите со градоначалникот на Пустец, Пали Колевски, со вашиот претходник Едмон Темелко? Видите, да, тоа е вистина. Од 2034 кандидати во цела Албанија, јас сум единствениот македонец, кој што преку македонска партија кандидира во листа социјалистите, и тоа и за прв пат се случува. Порано албанските партии ставаа по некој на листа, така беше модел на последен дел од листата македонци за да ги земат гласовите, но сега бидејќи една листа не се осмелија да стават. И така да кажеме, од таа страна може една предност може да биде. Што се однесува до македонците, значи македонците традиционално членуваат во поголемите албански партии, не дека не се чувствуваат македонци, но бидејќи само преку нив може да дојдат до работно место. Впрочем, еве да кажеме исто на Балканот сегде. Ние како партија немаме тие можности што му ги нудат големите претежно партиите на власт. Но сепак јас би упатил еден апел до сите македонци кои што членуваат албанските партии, до сите членови секако на Македонска алијанса, до старите, до новите активисти, значи време е да се обединиме во овие тешки денови за македонците во Албанија, посебно со ова агресивна бугарска пропаганда со која се соочуваме. Ни треба навистина, не ни требаат поделби, ни требаат единство. Секој добар резултат за мене конкретно секако е добар за сите македонци во Албанија, бидејќи се
покажа што значи да имаш пратеник македонец во албанското собрание. Ако ние немаме над човек горе во албанското собрание, нема кој да ни ги брани нашите интереси, да лобира за проекти за нашите области. И се покажа со моето членување, благодарение на тоа соработки со општината, ние после 30 години имавме вода за пиење имаме во Пустец, значи 5 милиони евра пред 3 години, што се инвестира благодарение на тоа мое лобирање во парламентот и со албанските институции. Рековте дека имате обемни сигурни ветувања од премиерот Рама, нели, за развој на општините каде што живеат македонците, за македонскиот јазик да се изучува секаде каде што има македонци. Моето последно прашање би било, со оглед дека сте во втор обид за мандат да бидете пратеник во албанскиот парламент како единствен македонец, што очекуваат македонците од вас? Ви испорачале некакви очекувања? Видите, условите на македонците во Албанија пред се зависат од прво од кај што живеат македонците. Во руралните средини, кај областа на Преспа, Гора, Голобрдо, најголемиот проблем е пред се патната инфраструктура, водовод, канализации, значи здравствениот систем. И ние настапуваме со тоа, ние не можеме да ветуваме дека како што албанските партии прават, ќе донесат кандидат албанец, ќе ве вработиме сите, ќе ги земат гласовите, повторно по 4 години ќе донесат друг кандидат. И истава приказка, ние тука живееме со нашите луѓе, ние тоа не може да го правиме, но тоа што ветуваме дека ние ќе бидеме нивниот глас, ќе лобираме пред се за што повеќе развојни проекти, затоа што и тоа мора да се каже, многу македонци веќе ги имаме надвор, ние поради овие лоши услови за живење, значи ги немаат основните услови за живот и затоа се иселени. И единствено ние за да може да ги подобриме овие услови се преку институциите на системот. И затоа е многу битно македонците да не подржат значи масовно за да може да лобираме да се подобрат условите за живот. Добро, ќе освоите мандат? Да се надеваме дека секако секој глас за нас многу значи за албанските партии ништо не значи, но за нас како македонска партија, како македонци, значи се вкуп, тоа се е. Добро, хубави апели, ви посакувам среќа, ќе имаме многу прилики во овој месец, се до одржувањето на изборите, да комуницираме, да известуваме за тоа што се случува во предизборниот период во Албанија. Васил Стериовски, председател Македонската алијанса за европска интеграција, гостин во тема на денот. Ви благодарам. Благодарам на поканата. Линарно зголемување од 2500 денари за вработените во здравствениот сектор. Надлежните велат дека со тоа просечната плата во здравството достигна до 50.200 денари. Тоа е 2.500 денари на основна нето плата, значи со 30% додатоци тоа е поголемо покачување за сите профили. Во моментов линеарното покачување за сите вработени во здравството беше најдобро решение. Знаете дека здравството е столбот на оваа држава. Сме договорени веднашка да продолжи работата на работната група на Министерството, фондот и двата синдикати на согледување на сите други потреби што треба да се избалансират после повеќе годишна примена на колективните договори. Воедно, ако е возможно да се види дали може да се намали бројот на колективни договори во јавното здравство. Дел од пациентите со дијабетес останаа без инсулин. Апелираат што побрзо да завршат процедурите за новиот тендер. Министерот Арабари им одговори дека постапката е во тек и наскоро ќе ја имаат терапијата. Пациенти со дијабетес останаа без инсулин. Од Сојузот на Сдруженија на дијабетичари алармираат дека околу 2000 лица оставени се без терапијата која им е неопходна за регулирање на шекерот во крвта. Според нивните сознанија во државата недостигаат 6 видови на инсулини, меѓу кои 3 за тип 1, кои ги користат деца. Апелираат оваа терапија итно да им биде достапна на сите и што побрзо да заврши новиот тендер, а во меѓувреме да не се експериментира со замена на инсулините. Бидејќи согласно информациите кои што ги има на сите финансиски извештаи и достапни податоци, нема проблем за да се потпишат договорите. Час поскоро да се дополнат количините кои што недостасуваат. Бидејќи бројките говорат дека нема антидиабетна терапија за околу 350 до 400 лица. Значи не се за сите, но и тие за нас се многу. Или инсулин за тип 1 снемува, за деца и за млади.
Министерот за здравство најави дека новата набавка на инсулин е во тек и постапката ќе заврши многу скоро. Не дека недостасува секаде, во одредени места недостасува, меѓутоа генерално во целата територија го има инсулинот. Се надевам дека многу брзо ќе ви кажа и кој е добавувачот и набавката ќе заврши. Во Македонија на инсулинска терапија се околу 40.000 лица, од нив 4.000 имаат диабетес тип 1. Александар Динев, Сител телевизија. По вечерното издание на вестите, анализа на исходот од денешната тетатет сред